За и против традицијата на палење на коледарските огнови, црквата годинава воведува божикни поворки, верниците се збунети, се прашуваат дали паганство е палењето на огнови, бараат обичаите да се почитуваат, што е став и на етнолозите во одбрана на нашето културно и духовно наследство. Сепак кога сме кај обичајот на палење на коледарските огнови, се покажало дека во Штипско овој обичај се практикувал за прочка, не за Коледа и Божик. Оваа традиција повеќе е наметната од соседството, но се одомакинила и на овие простори во средината на минатиот век. Според етнолозите, традицијата постои, но огновите не треба да се палат на бадник. Палењето на огновите во минатото и на Коледа имале исклучиво практична примена, односно бидејќи во тој период е најстудениот период од годината, имало потреба децата кои ги посетуваат домовите пејќи коледарски песни и земајќи поклони подароци од домаќините, имале потреба да бидат да се загреат од време на време и затоа нивните родители палеле огнови и околу нив го поминувале времето со греана ракија, со греано вино или чаеви. Подоцна таа појава во средината на минатиот век се малку изместила, односно огнови се палат навечер на бадник, која што појава мислам дека е погрешна, бидејќи сепак бадник треба да се помине во кругот на семејството со богата трпеза. Што велат граѓаните? Дали палењето на коледарските огнови е погрешно и пагански обичај со изобличено празнување пропратено со гозби и пијанки? Црквата не треба да се мешува обичаите на луѓето. Треба да им укаже на грешките што се прават, а не на традицијата. Тоа е традиција. Ние сме израснали со тие коледарски огнови. Па сме одили и на Коледе и убавина е било. Сега некако луѓето се оттуѓуваат. Со самото дружење, со коледарските огнови, луѓето се зближуваат, а не се оддалечуваат. Додека сонцето грее, таа традиција ќе оде. Ние сме православни, така сме дърбосани, али суеверието, традицијата останала да се пале огин, па дали е така или не, кој ќе знае. Од вековите тоа се работило и сега треба да се работи. А продолжувањето на традициите останува на младите. Учителите по веронаука ги учат на вистинските вредности на христијанското учење. Нашата Македонска православна црква да ги искорени оние пагански песни кои што немаат никаква соодветност со самиот празник на Христовото раѓање. Значи, во самата песна, вечниот Бог се представува, значи пештерата, се представува мудреците како доаѓаат да се поклонат на Господ, на Дева Марија, како го раѓа вечниот Бог. Сакаме да ја применеме вистинската вера Христова, онаа православната вера за која што ги учиме ние самите деца. Малата не личат без запалени огнови за Коледа и Василица, Стара Нова година. Бадниковите гранчиња како дел од традицијата досега ја символизираа светлината која доаѓа со раѓањето на Спасителот. Во последниве години се крена прашина околу тоа дали треба да се палат огновите или не. Донации во дрва, помош за сиромашните, загадување економска криза. Зошто етнолозите молчат кога истовремено се истражуваат нематеријалните културни добра со кои ние како православни македонци се гордееме што се под заштита на УНЕСКО. Црквата има право да приповеда, а народот да верува во што сака и да ја чува традицијата, пренесувана од колено на колено низ генерации, онака како што тоа го правеле нашите предци. Оваа година МПЦ повика да не се палат бадникарските огнови и да не заборавиме, празниците ги зближуваат луѓето.